Библиотекарите кај нас имаат животна мисија да го направат светот подобро место за живење. Лидија работи како библиотекарка во градската библиотека веќе 37 години и за наши приказни таа раскажува незината приказна, за која што вели дека не е професија, туку животен повик. За да работите како библиотекар, на вистина треба пред се и над се да ја сакате книгата. Да сте прво вие пасиониран читач, за да можете да понудите и да привлечете што поголем број на читатели. Вредноста на библиотеката не е само во книгите, нели полиците и издадените книги, читателите што ќе ги стекнеме во емоцијата што ја пренесуваме взаемно со читателите. Голем акцент, морам да признам, најповеќе ставаме на предучилишната возраст, затоа што темелот, сметам дека тоа е мое лично видување, а се покажало низ годините дека е тоа токму така, темелот и основата започнува тука, од таа возраст, за да ја наметнете таа љубов кон книгата. Навиката да се посети библиотека. Правиме многу работилници. Дали е тоа со некој повод, дали е тоа тематски. И дечињата, кога ќе заминат од библиотеката, не само што заминуваат со насмевка на лице. Тие го пренесуваат своето искуство на нивните родители. Па ги замолуваат да дојдат повторно во библиотека, да ја посетат, да изнајмат книги, затоа што добиваат бесплатни членства, а покрај дечињата и родителите успеваат да станат наши читатели. Навистина сме вистински светилници во ова ново современо дигитално време, преплавено со информации, не за да водиме, да не бидам поинаку сватено, туку напротив, да го светлиме патот по кој сакаат да зачекорат до сопствените знаења, а само преку книгата. Поинаков пат не постои. Ние сме под градот Скопје и сепак дотацијата на финансиските средства што се вршат врз библиотеката тогаш беа многу поголеми и се набавуваа во огромни количини литература, меѓутоа како минуваат времињата некако малку помалку се става акцент на библиотеките и затоа апелираме до градските татковци, особено сегашниот градски татко, да се потруди да стави акцент на библиотеките, затоа што повторно ќе речам, ние сме тесно поврзани со образовниот систем и сме едукатори и дека нам ни се неопходни книгите. Доколку тоа не се стори, а секојдневно водиме тивка војна во библиотеките за да не паднеме во заборав, најбитното, а исто и се бориме против незнаењето. Доколку не се преземе нешто повеќе за возвишување на културата, ќе биде сечење на гранката на која седиме самите. Тука веќе ќе биде загрозен и идентитетот и сите овие политички случувања, превирања што се случуваат во државата ќе бидат многу поистакнати. Затоа апелирам колку може повеќе да се дава и да се стави акцентот на културата.